Во нестабилни глобални услови како сегашните, Македонија треба да се потруди да го диверзифицира производството и извозот. Ова во услови на криза која го демне автомобилскиот сектор е патот кој на краток или среден рок би гарантирал стабилност, но и иден развој на македонската економија. Дел од аналитичарите апелираат до владата да го следи примерот на Обединетите Арапски Емирати, каде што неодамна владината делегација беше во посета. Велат, токму оваа држава била пример како со извори на финансии од само еден ресурс може да се потикнат повеќе области и долгорочно да се планира развојот. Ако може Дубај, земја која зависеше само од нафтата, а сега приходите од нафтата да бидат само 1% од приходите на Дубај, то покажува дека луѓето имаат визија и знаење и каде се движат. Светска банка во последниот извештај го потенцираше токму тоа, дека во Македонија извозот се намалил посилно од увозот, бидејќи земјата го почувствувала влијанието на пониската побарувачка во Европската Унија, особено во индустријата за автомобилски делови. Очекувано било дека во 2025 година економијата ќе има ограничен раст, поради ризиците од надвор и увезената инфлација. Пекевски смета дека опасноста на која би биле изложени државите поради царините наметнати од американскиот претседател Доналд Трамп сепак нема да има толку големо влијание врз економиите. Па реално не верувам дека царините ќе се случат, ние не сме некој голем фактор кој може да влијае. Трамп има веќе изјавено дека Трамп повеќе делува како бизнисмен него како политичар, но она што треба ние да го разбереме дека ако една врата се затвори, друга врата ќе се отвори. Светска банка нотира во последниот извештај дека растот бил придвижен од инвестициите, поддржани од изградбата на автопатишта, што не било случај во 2023 година. Македонските аналитичари бараат побрзо завршување на проектите и инвестиции во иновации и проекти кои носат додадена вредност. Во извештајот се наведува дека невработеноста се намалила и дека реалните плати растат и покрај ограничувањата на продуктивноста и недостатокот на работна сила. Светска банка очекува раст од 2,6% годинава и апелира да се консолидираат фискалните политики пред големите исплати на евроврзницата што доспеваат во следните 3 години.